Привршуваат активностите за адаптација и реконструкција на просториите во Државното средно училиште за рехабилитација и образование Свети Наум Охридски, каде наскоро ќе бидат префрлени околу 200 ученици од ресурсниот центар Иднина, кој се наоѓа во општина Чаир. Оваа преселба е резултат на потребата да се обезбедат подобри услови за учениците и наставниот кадар, согласно современите стандарди за инклузивно образование. Очекуваме во многу краток рок да ги довршиме и овие работи кои почнаа во јули, но навистина при градбата се отворија и други потреби, например безбедносни врати, отпорни на оган, средување на тоалетите соодветно на потребите и на училиштата, вентилација, и како што можевте да видите вие, благодарение на МАТО, ова е направено на највисоки европски стандарди. Директорката на ресурсниот центар Иднина истакна дека дел од кабинетите се веќе целосно опремени и соодветни за работа со деца со попреченост. Учениците ќе работат и ќе учат во современи услови, адаптирани, меѓутоа во најскоро време се надевам дека ќе биде изграден и новиот објект на локацијата каде што е постоечкото основно училиште со ресурсен центар. Значајна улога во реализацијата на овој проект има Македонско-турската стопанска комора, која обезбеди финансиска поддршка. Овозможивме и придонесовме да се реновира училиштето Илинда Ромносто и Иднин Свети Наум, така да ние како Македонско-турска комора сме одговорна комора и придонесуваме и инвестираме во иднината на децата, во нашите деца и децата со посебни потреби. Преселбата на учениците ќе се реализира штом завршат последните подготовки во објектот, а надлежните уверуваат дека сите услови за настава ќе бидат исполнети за максимум 10 дена.